Овој народ бега од сопствената држава. Затоа мора да постои некоја многу сериозна причина. Генераторот на таа криза, генераторот на сите проблеми во оваа земја е познат. Тоа е сегашната актуелна политичка структура во Скопје. По мое убедување, од масата лоши политики кои ги води владата и председателот кој од истата политичка структура, најпогубна за македонскиот народ и држава е политиката на делби. Денеска, во Кочани и во околината, се изнаслушав на десетини и десетини животни приказни за луѓе кои не добиле работа затоа што ја немале вистинската книжка во џебот, за луѓе кои биле истерани без било каква процедура затоа што не биле членови на партијата на власт, за стечајци кои не ги опфаќа најновиот закон за стечај на владата, затоа што не биле нивни стечајци, и студенти кои не добиле место во студентските домови затоа што биле во погрешната политичка партија за членети. Во една демократија е логично, е нормално да има различни мислења за многу прашања. Ние можеме да се делиме по партии, по вера, по нација. Можеме да имаме различен став за било кое прашање. Не можеме маката на луѓето да ја делиме по партиска припадност. Ако е стечаец и не смее да биде ни твој ни мој. Затоа што неговата мака која ни на канта не се мери е иста. Председателот на Република Македонија, не само по устав, туку и во стварноста, мора да ја обединува нацијата, не да ја дели. Мојата прва заложба, прва и последна, во мандатот од 5 години ќе биде да не правам разлика меѓу луѓето, независно од која партија доаѓаат, независно на која вера припаѓаат, независно на која религија.